За кого радост, за кого тага, училишното звонче ги наполни училиштата со ученици. Денеска е прв училишен ден за многу деца од нашиот град и затоа на сите правачиња сакам да им посакам добре дојде во нашите училишта, а на сите оние кои тргнаа денеска во училиште, во основното и средното образование, да им посакам успешно учење, добри професори кои ќе се посветат и на крајот да имаме навистина изворни резултати. Образованието е столбот на секоја држава, без добро образование нема напредок. Ние како општина се потрудивме овој период од распустот од 3 месеци во основното образование да инвестираме доста. Значи се потрудивме да ги подобриме условите во самите училници. Инвестираме во скоро сите спортски сали, ги средивме тоалетите во спортските сали со обликувалните, а инвестиравме во многу спортски терени во сите училишта. За прв пат учениците од приградската населба Три Чешмика и Штип добија и уреден училишен двор. До гологодишниот сон, очекување за уреден училишен двор стана реалност. Гледате дека уредениот училиште, оваа реалност е остварена, а тоа е како резултат на домаќинско работење и е остварено од сопствени средства на училиштето. Исто така би сакала да истакнам дека изградбата на летниковецот е обезбедена од спонзорство од наш бивш ученик Бобан Николов. Годинава бројот на правачења во ово училиште е зголемен за 3, па во прво оделение денес тргнаа вкупно 8 дечиња. Среќен ли си ти што ќе одиш прво? Да. Кој оделение ќе одиш ти? Прво. Што најмногу сакаш ти да учиш? Англиски. Математика. На мене ми се многу би интересува училницата. Во Делчево во прво одделение во двете основни училишта тргнаа 144 правачиња. Како и секоја година има и плачки, и радост, и секај децата. Нормално тоа после со текот на времето ќе се навикнат. Јас сум среќна што сум прваче. Има школски прибор, облека, тоа. Граѓани да не купуваме нешто, ќе не кажат нешто треба да купиме. Постепено ќе се подготвувам. Во Македонска Каменица учебната година почна со 80 правачиња. Од претходната година имаме поголем број и тоа за една паралелка. Учебната 2016-2017 година започнува во најдобар ред, сите услови се обезбедени за успешен почеток. Покрај организирањето на целодневна настава која што е организирана во претходните години, тој тренд го продолжуваме и оваа година. Оваа година исто така Општина Македонска Каменица на оние кои што се во целодневна настава, а кои што се од социјалните категории, значи доделува бесплатен оброк за сите дечиња кои што ќе посетуваат целодневна настава. Од друга страна и секое второ дете кое што е во основното училиште, а посетува исто така целодневна настава, од страна на општината ќе бидат обезбедени финансиски средства за покривање на топлиот оброк кој што ќе се дава во рамките на училиштето. Освен основците, денес беше прв училишен ден и за средношколците. Да имам добри успеси. Се запишав машински техничар. Очекувам многу успех во овој смер. Автотехничар, мехатроничар. Кои се твоите очекувања? Работа да најдам со струката што ми е дадена. Годинава сите средни училишта запишаа помалку ученици од очекуваното. Ова година, прва година имаме помалку ученици кои во сите училишта низ Република Македонија. Што е? Тоа е некоја преодна генерација. Интересот сепак беше голем овде во училиштето. Поедните негде ги спушти, некои ученици моравме да одбиеме. Така да, редовно почнавме, децата се на настава, кај нас е познато дека уште првиот ден се држат часовите во бројот кои се предвидени. Значи вчерашниот и денешниот ден некаде околу 30 ученика имаме запишано во сооколните. Што значи сега бројката не е 15-16 по паралелка, сега некаде околу 25 ученика по паралелка. Значи сите паралелки се пополнети и сега функционираме безпрекорно. На учениците е само да се запишат. На наставниот кадар да ги научат и на крајот да ги дадат дипломи. А денес прв училишен ден беше и за градинките. Преземени се сите хигиено-епидемиолошки и профилактички мерки за да создадеме безбедна средина за нашите дечиња. Значи извршено е механичко чистење на сите 4 објекти. Центарот за јавно здравје изврши дезинфекција и дератизација на кујните на објектите, така што подготвени ги дочекуваме дечињата. Започнуваме со 685 дечиња, кои што се распределени во 31 група.
градинката има много другачин и ми е убав и си играме. Ние денес се забавуваме затоа што ни убаво во градинката. Денес работите во сите образовни институции беа лабави, но веќе од утре вкупно 20.000 ученици колку што ги има во регионот нештата треба да ги сватат сериозно, па столовите ќе треба добро да ги загреат.